А каква е атмосферата на подиумот каде вечерва ќе говори сенаторот Мекейн? Прилог на Јане Бојаджиевски. Се наоѓаме во салата, каде сенаторот Џон Мекейн ќе го одржи долго очекуваниот говор, со кој ќе прифати номинацијата на Републиканската партија за претседател на САД. Говорницата се подготвува, медиумите со интерес го очекуваат тој говор. Илјадници волонтери помагаат со цел организацијата да биде безпрекорна, но и да се запази републиканската кореографија. Представници од медиумите се насекаде во салата. За време на последните подготовки спроти одржувањето на говорот на сенаторот Мекейн, имавме чест да разговараме со некои делегати. Мери Ливите, делегат од Охајо, вели дека има голема почит за кандидатот Џон Мекейн, но не се согласува со медиумското покривање на Сара Пејлин. Мислам дека некои работи кои медиумите ги пренесоа за неа се смешни. Мислам дека не треба да зборуваме за незиниот личен живот и што и се случува во семејството. Сенаторот Мекейн направи одличен избор со неа. Познатата холивудска актерка Розарио Досон во Сент-Пол е представник на невладината организација Вото Латино и е задоволна од медиумското покривање на Републиканската конвенција. Мислам дека сега кога Олимписките игри се зад нас, луѓето кои гледаат телевизија нема да ги менуваат каналите. Ова е важно, затоа што се наоѓаме на само неколку недели од одржувањето на изборите во Америка. Неопходно е медиумите повеќе да информираат за изборите. Говорот на Мекейн ќе биде кулминација на Републиканската национална конвенција и сите се во исчекување. Која ќе биде неговата порака на само неколку седмици пред гласањето?